Шумите најчесто се палат за профит, затоа сите институции, но и граѓаните мораат максимално да бидат мотивирани и подготвени за спречување на овој криминал. Јавното предпријатие Национални шуми веќе процесуира ваква злоупотреба, изјави заменик генералниот директор на оваа институција Кире Михаилов при гостувањето во емисијата на телевизија Стар "Што мисли народот". Тие површини кои што изгореа, не сите беа зафатени целосно од огнените стихии. Добар дел од таа дрвна маса беше неуништена, беше квалитетна. Меѓутоа, оние кои што беа претходници на нас како раководство, за жал, направија одредени злоупотреби таму. Ние сето тоа го процесуиравме. Значи, нашиве претходници ја продавале таа опожарена дрвна маса по цени кои што не соодветствувале со реалната состојба. Значи, поевтино ги давале, најверојатно се договарале со оние кои што работеле и на сметка на предпријатието, на сметка на државата, на сметка на она кое што и на сите граѓани профитирале одредени луѓе. Значи, станува збор за само една пријава која што е пуштена, мислам, денеска излезе и повторно ќе кажам, се однесува на опожарени површини, борови култури од кои што се изнесувала дрвна маса и се наплаќала по релативни пониски. Пред сезоната на пожари Михаилов изјави дека целиот противпожарен потенцијал е подготвен и мотивиран. Затоа што сме и поопремени, затоа што сега нашите вработени можеби е срамно, меѓутоа ќе кажам, се со соодветна делумна опрема, имаат плати редовни, имаме теренски возила кои што се сервисирани, сите се во функција и едноставно го правиме она кое што ни е примерната обврска. За разлика од лани, годинава државата располага со поголем противпожарен, но човечки капацитет. Ние како вработени, како предпријатие имаме безмалку повеќе од 450 луѓе во моментов кои што се соодветно обучени и поголем дел од нив имаат веќе соодветна опрема со која што можеме да настапиме при појава на било каков шумски пожар, значи веднаш на лице место. Тоа не е мала бројка, со оглед на тоа што имаме 30 подружници, значи имаме во подружница по 10 и повеќе луѓе кои што во првиот момент може веднаш да се најдат на самата линија на огнот каде што би се појавил тој. Во контекст на ефикасно превенирање и справување со пожарите, директорот на дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов изјави дека од оваа година во нивно гаснење ќе учествуваат пензионирани полицајци, пожарникари и лица од армијата.